Јас ќе ја поздравам мојата колешка Ирена. Добро утро, Иренче. Не сме се виделе одамна. Така, и драго ми е што ова утро се гледаме. И голем поздрав до гостинката Михаела Арсовска, специјален едукатор и рехабилитатор во Сложувалка Плюс. Добре ни дојде и добро утро. Добре ве најдов. Интересна тема ќе имате. Ние имаме секогаш интересни теми, а кога се работи за децата, се со внимание сум сигурна сите слушаа, со оглед на тоа утрото мајки, баби, дедовци сите не следат. Сега. Насловот е работа со деца и млади со атипичен раст и развој. Нешто повеќе за ова слушаме во продолжение, повели. Благодарам Слободанка за убавата најава. Добро утро, Михаела, и од мене. Еве, уште еднаш да те најавам и јас, еве вака официјално, Михаела Арсовска, специјален едукатор и рехабилитатор, која што ни доаѓа од Сложувалка Плюс, Центар за едукација и рехабилитација на деца и млади. Михаела, на 3 септември, не така одамна, го прославивте вашиот прв роден ден, 1 година постоење на Сложувалка Плюс. Ни беше гостинка овде пред самото, непосредно пред самото отворање. 1 година активности, 1 година работа, дали е постигнато она ваша цел, она за што бевте отворени? Вашите впечатоци, една ретроспектива за изминатава година. Пред се ви благодарам на поканата повторно и чест ми е што последна година повторно сум тука и можам да споделам како сме работеле во изминатата година. Да, прославивме 1 година од постоењето на Сложувалка Плюс. Презадоволна. Можам да кажам дека целта што си ја замислив за 1 година е отстварена, но понатака нели не завршуваме тука. Ова е само почеток, така? Само почеток, да. За првата година премногу задоволна, но и понатака со, да кажам, со нов дух, со повеќе ентузијазам за поголеми остварувања. Понатака секако може да очекуваме и нови случувања во Сложувалка Плюс. Сега, она што е вашата цел, работите со деца со атипичен раст и развој, како Сложувалка Плюс, односно сама работиш со овие дечиња. Кои техники ги користиш и за кои деца со кои деца и младинци најмногу работите? Вака, значи, пред се, секое дете што има било какво задоцнување, одстапување од развојот, препорачувам да посети специјален едукатор и рехабилитатор, бидејќи кога ќе се фати, да кажам, од рана интервенција кај дечиња од 2 години, 3 годишна возраст, поголеми се резултатите од кога, например, родителите ќе почекаат околу 6-7 годишна возраст. Тука е веќе доста потешко. Значи, со различни дечиња гледам да користам различни техники, бидејќи нели секое дете е различно, индивидуално и различно на свој начин. Значи, со помалите дечиња кај што имаме рана интервенција, гледам да користам плей терапија, односно или флор терапија, она што е терапија на земја и преку игра. Значи, нели да не биде она класично седнување во столче, учење, индивидуален е пристапот, но сепак сакам да биде преку игра и буквално да не осетат дека нешто учат. Они преку игра уствари премногу впиваат. Сакам да прашам, нема групна терапија, туку со секој детенце имате индивидуален пристап, така? Да, имам индивидуален пристап заради тоа што сметам дека третманот со специјален едукатор и рехабилитатор треба баш да е со индивидуален пристап. Нели таа работа во група ни е супер и одлична, ама препорачувам таа работа во група да биде задржана во градинките и во училиштата. Така. Сега, кажавте дека најдобро е да се приметат овие одстапувања од нормалниот развој во порана возраст. Први кои што тоа го приметуваат се секако родителите. Кои се оние одстапки кога веќе родителите треба да се јават и каде треба, кој треба да е првиот чекор на родителот? Па мислам дека секогаш родителите
се свесни, ама не се доволно сигурни. Јас тогаш би ги советувала да направат една консултација, една проценка со специјален едукатор и рехабилитатор, заради... Тоа е постаро, да кажеме, дефектолог. Постаро дефектолог, да, за тие што не знаат, постаро дефектолог, за да бидат сигурни во себе дека нема никакви отстапки или дека сепак отстапува детето, подобро е да направат една проценка. А мислам дека родителите што знам ги споредуваат своите деца со останатите врсници или например во градинка кога одат или без разлика кога ќе излезат на улица да си играат дечињата, мислам дека веќе се забележува дали некое дете отстапува од своите врсници. Например, може да отстапува во на различни начини. Најчесто моментално ни е отстапка во говорот. Да, многу доцнат дечињата во говорот. Сметам дека тоа е тесно поврзано со телефоните и со екранизмот. Значи, таблети, телефони, телевизија, еднонасочна комуникација. Само овдека би сакала да прашам. Значи, родителите им даваат од многу рана возраст таблет, телефон, наместо да ја има она комуникација каква што треба да е физичка, да кажам, комуникација родител дете, така? Да, да не ги директно да не ги обвиниме нели родителите, но сметам дека најголемата грешка кај децата што отстапуваат во развојот или доцнат во говорот или имаат проблеми во социјализација е екранизмот. Значи моја препорака, сметам дека и на секое стручно лице, е дека до 5-6 годишна возраст воопшто не треба да имаме екранизам, значи да не се изложени децата на никакви екрани. А од 5-6 годишна возраст, нели, станува збор за малку посвесни дечиња со развиен говор, со социјализирани дечиња што одат на училиште или се во предшколска возраст, тогаш може да имаме телефон, таблет, телевизор во време траење од 20 минути. Одлична е, например, може кај помалите дечиња 3-4-2 годишна возраст, доволно е само да пуштаме музика и да играме. Тоа сакав да ве прашам, како да се избегне тогаш велите екранизацијата, бидејќи толку сме сега обкружени со телефони, со таблети, па и телевизија. Еве, како родителите наместо тоа, како да ги занимаваат децата? Како порано, нели? Како сме растеле ние? Односно, јас сум многу постара од тебе, така да како што сме растеле ние во наше време. Значи, повеќе надвор, така уште да имавме време. Во денешно време е многу тешко да се избегне, поготово ако веќе детето сме го навикнале на телефони, на телевизори, на таблети, да се оттргне е многу тешко. Ако веќе е детето навикнато на телефони и на таблети, советувам тоа малку по-малку да се намалува, не наеднаш, затоа што па ќе направиме и траума и тантруми кај детето, така да се повлекува полека телефонот. А кај овие што се уште немаат дадено телефони и таблети, советувам да проложат така. А како да се избегнат да не се дадат воопшто, па не знам, ќе изнајдеме различни начини, нели, ќе редиме сложувалки, ќе одиме надвор, ќе слушаме музика, ќе играме на разни песни, ќе танцуваме, ќе се забавуваме со, не знам, со колички, со кукли, ако се девојчиња и така. Да. Ги споменавте тантрумите. Да. Дали тие тантруми се јавуваат кај деца со заостанат раст и развој? Или буквално се јавуваат кај секое дете, бидејќи сите сме сведоци, еве, на тантруми на деца и на игралиште, и во продавница, во игротека често пати ако се налути. Кога се јавува тантруми кај кои деца повеќе? Тантрумите се застапени кај сите деца, буквално кај сите деца, и кај деца со типичен развој и кај деца со атипичен развој. Да кажам дека децата од типичен развој, невротипични деца, некако полесно може да ги сконтролираат тие тантруми или полесно може да ги послушаат мама, тато, дедо, баба, за разлика од децата со атипичен развој, поготово децата од аутистичен спектар, каде што тантрумите се повеќе застапени. Значи, може да им кажеме на гледачите дека тантрумите се едно трескање од земја, вриштење, пиштење, изразување на незадоволство на еден таков начин кој што е
за нас возрастните малце може би непријатен. Да. Бидејќи може да се случи во маркет, во парк, сегде. Први, за да го Ги имало ли овие тантруми порано или од сега се? верувам дека тантрумите ги имало секогаш, Секогаш? но може би децата порано малку повеќе ги слушале Родителите. Да. него сега што ги слушаат родителите. За да смириме еден тантрум, најдобро е првен да го пронајдеме коренот на тантрумот, зошто едно дете нели е незадоволно и зошто дошло до такво врискање или Во јавност, така, во јавност, да, или трескање од земја. И да можеме тоа првен да го исконтролираме на тој начин што да видиме од каде потекнува и зошто дошло до тоа, затоа што сметам дека ако дополнително му го повишиме тонот на детето, дека уште повеќе ќе се зголеми тантрумот. Да. Добро, сега споменавте дека работите со лица со аутистичен спектар. Аутизмот е сега некако изборувавме пред да влеземе во студиото, некако многу повеќе застапен, го имало и во минатото, меѓутоа сега некако многу повеќе се зборува за тоа. Кои се првите знаци на аутизам, најрани знаци на аутизам и како се живее со аутизмот? Да, дали порано, да кажам пред 20 на 30 години, дали се уште сме биле неуки на таа тема или навистина е сега позастапен аутизмот, не знам, но сметам дека е позастапен од порано неголи не знам, можеме да го препознаеме така што на почетокот децата околу 2 години, 3 години веќе се забележуваат некои знаци. Први знаци. Да, првите знаци се одбегнување контакт со очи. Например, никогаш дете од аутистичен спектар на 2-3 годишна возраст нема да те погледне во очи, да го фокусира погледот кон личноста. Да, он може да бара нешто од родителот или од едукаторот, но никогаш тоа не е насочено очи во очи. Да. Тоа е прв знак што можам да кажам дека се забележува. После тоа не се вртат на своето име. Многу често не се вртат на своето име. Да, ќе ги викнеме по име, исто како да не сме ги викнале. Социјалниот аспект, да, социјализацијата е премногу оскудна и слаба социјализација кај децата со аутизам. Прифаќањето на различности, например, преоѓањето од летна во зимска облека, одење на различни места, значи, ако секогаш сме оделе по еден пат, инсистираат да го држиме истиот пат. Да, ако не го задржиме истиот пат, може да се случат тие тантруми што ги напоменавме. Потоа, со храната имаат голем проблем во исхраната. Не можат сами или бираат? Некои можат сами, а некои не можат сами, но сакам да кажам дека изборот на храна е многу тесен и многу мал избор на храна. Сакаат цело време да јадат еднолична храна, да, еднолична храна. Но да напоменам дека само еден од сите овие симптоми што ги кажав, не значи дека детето има аутизам. Да. Треба да се исполнат многу аспекти, многу симптоми за да кажеме дека едно дете потекнува од аутистичен спектар на нарушување. Сега она што е многу важно, она што ние како општество се стремиме, тоа е инклузијата. Каква е инклузијата кај нас? Дали е она што е на хартија, дали е во пракса така, бидејќи вие сте директно вклучена во инклузијата баш со овие деца, и како се живее со аутизам и личноста како живее и семејството? Вака, првен да кажам за аутизмот, значи децата посетуваат специјален едукатор и рехабилитатор, за да може специјалниот едукатор и рехабилитатор да ги оспособи децата за некои животни вештини. Например, зависи, нели, има различни спектари на аутизам. Проследен со интелектуална попреченост, без интелектуална попреченост, со минимално задоцнување, со големо задоцнување.
но се стремиме кон тоа да направиме еден квалитетен, да го способиме детето за еден квалитетен... Да се осамостои, така? Да, За и еден да има квалитетен живот. Барем, нели, ние би биле радосни доколку детето може да извршува хигиенски потреби само, нели, да оде во тоалет, да се земе за јадење или барем да ни каже кога чувствува глад или кога му се оди во тоалет. Да не е зависен од да не е зависен од никого. Да може самото дете. Сега, квалитетот на животот, значи, како што кажав, се стремиме животот да биде квалитетен и се надевам дека кај секој дете од аутистичен спектар ќе успееме да направиме еден квалитетен живот за живење. Затоа еден апел, што порано се открие, значи постои можност тоа сите овие, да кажам, симптоми да се малку поднамал. Заради тоа што, да кажам, негде од само што ќе забележат, се забележува 2 години негде, добро е да ги носат затоа што уште се тогаш како сунгерчиња се уште впиваат, а околу 6-7 годишна возраст веќе таа пластичноста на мозокот се губи и тогаш не толку впиваат дечињата, имаме да кажем еден изграден карактер и тогаш децата влагаат веќе во она оперативна фаза, каде што ни е потешко да допреме до нив, да кажем, на еден начин. Со инклузијата, како стоиме? Со инклузијата, сега нашата држава се стреми, нели, кон тотална инклузија. Сите дечиња со одстапки во развојот се вклучени во редовни училишта, каде што по хартија, нели, секој дете треба да има образовен асистент, или како беше, еден образовен асистент опфаќа до 3 дечиња, но во едно одделение. Да, 1 до 3 дечиња во одделение. Како инклузијата некако во нашата држава, мислам дека бидејќи јас сум пример, јас имам работено во инклузија, некако почнавме куќата да ја градиме од кровот, да кажам, заради тоа што први ги вметнавме дечињата во училиште, како да кажам, на еден начин можеби како да ги фрлевме во огнот. Без да бидат подготвени? Да, без да бидат подготвени. Стручниот кадар не е доволно подготвен. Не знам колку наставниците се спремни да прифатат едно такво општество, една таква околина. Не викам дека не треба, не викам дека е лошо, но мислам дека ни треба многу поголема едукација, поготово кај наставниците. Михаела, широка тема, има уште многу навистина што да се зборува за оваа тема. Во интерес на времето, овде само би сакала еден совет до родителите, до бабите и дедовците, оние кои што може би не гледаат во моментов, за крај, и еве каде може да ја најда служувалка плюс, доколку некој сака едноставно еден совет од вас или една консултација, не мора ништо повеќе. Мојот совет е секогаш родителите, бабите, дедовците, старателите да внимаваат каде ги носат своите деца и да бидат сигурни во едукаторот на кој што го доверуваат детето. Да. И секако, нели, да се навратиме на тоа дека подобро е колку порано да се фати таа рана интервенција, толку е подобро. Иначе служувалка плюс се наоѓа во општина Аеродром на улица Фрањо Клус број 7. Кој сака да дојде на консултација на проценка, таа е бесплатна и може да ме побара. Да, и на индивидуална дружба со дечињата. Секако и на индивидуален пристап кон детето. Така е. Благодарам многу за разговорот. Ќе те ослободиме сега да се вратиш на твоите работни обврски, да не те чекаат многу дечињата. Се надевам дека ќе има повторно повод да ни бидеш наша гостинка. Ви благодарам и на вас. Благодарам и јас за вашиот разговор. Благодарам, Михаела. Убаво утро и многу успех во вашата работа. Посакувам. Благодарам многу.